патот со автомобил од Скопје до Пловдив, Бугарија, трае околу 5 часа, ако не се бројат паузите и задржувањето на граница. А колку ни требаше нам, толку им требало на сите што добиле TOEFL сертификат од правниот субјект julia.co.do. Се разбира, ако приложените сертификати им се вистинити. Токму затоа и тргнавме за Пловдив, да провериме дали на вистина може да се полага и да се добие TOEFL сертификат од субјектот julia.co.do. Ако не може сега, дали можело пред 2 години, кога сертификат земал директорот на АНБ Бојан Христовски. Но и каков е коментарот на собствениците на фирмата за тоа што во нашата земја веќе има пресуди против лица кои станале директори со фалсификувани сертификати издадени токму од julia.co.do. Првата адреса ни беше Централниот регистар на Бугарија. Таму пишува дека фирмата Julia.co има двајца газди, Јулија Иванова Тодорова и Георгиос Христос Трајанос. Името Јулија Иванова Тодорова се појавува и во други правни лица, како членка на управен одбор во Сдруженијето Медијација БГ, како поранешна собственичка на фирмата Азарија, како поранешна членка на управниот одбор во Сдруженијето Алијанса за иновативни практики. Актуелен член и председател на управниот одбор на Алијанса е вториот собственик на Julia.co, Георгиос Христос Трајанос. Неговото име се јавува и како ко-собственик на фирмата Bomax Group. Заеднички елемент за сите овие фирми е што се на две адреси. Алијанса, Азарија и Медијација БГ се на улицата Марица број 69, Julia.co и Bomax Group на Стефан Верковиќ број 3 во Пловдив. Токму Стефан Верковиќ број 3, кат 1, канцеларија 3, беше нашата прва дестинација. Таму е седиштето на правниот субјект, на чие име гласат TOEFL сертификатите на македонските функционери, Julia.co. При влезот во деловниот објект, ги прашавме луѓето кои работат на приземјето, дали оваа фирма постои и дали знаат која е нивната дејност. Извини да ве прашам, ми треба една фирма на први етаж, Julia.co, нешто со англиски сертификати. Познавате таква фирма? На адресата пишуваше тука дека е. Стефан Верковиќ 3. Това е Стефан Верковиќ 3. Трета канцеларија. Не. Ова претпоставувам. Етаж први, офис 3. Човекот не упати до канцеларијата што ја баравме. Задзвоневме и излезе човек кој ни кажа дека фирмата Јулија повеќе години не е на таа адреса. Пишуваше дека на оваа адреса има фирма за издавање на лиценци по англиски јазик, TOEFL. Julia.co Ltd се вика. Тя не работи тук от доста години. Од кога? Може би 5 или 6 години. 5 или 6 години тя е напуснала. Добра. Може би принудително се прекратили договора, се изгонили поради редица нарушения. И нямаме координати, ние сме новите наематели. А од кога сте вие тука? 2018-19, 6 години. 6 години. 5-6 години. Тя не е тук и нямаме нейни координати. Телефон нямаме, вече адвокатска кантора. Сега си адвокатска канцеларија се ова вие си работите. Значи нема врска со... Не, по никакъв начин. И на информативната табла во објектот за канцеларијата со број 3 на првиот кат, каде би требало да се наоѓа седиштето на julia.co.do, а сега ни кажа дека адвокатска канцеларија немаше никаква ознака. На првиот спрат во третата канцеларија на улицата Стефан Верковиќ број 3 во Пловдив, онаму каде што би требало да се наоѓа седиштето на јазичното студио Јулија, сега има адвокатски канцеларии. Во разговор со еден од адвокатите кои работи таму, ни беше посочено дека тие ги користат овие канцеларии веќе 6 години. На прашањето дали ја имаат запознаено Јулија или пак дали се запознаени со тоа дали овде имало јазично студио претходно, ни одговорија негативно. Откако не ги најдовме газдите на Julia.co на улицата Стефан Верковиќ, продолживме на адресата каде се наоѓаат други фирми, во кои се вклучени или биле вклучени Јулија Иванова Тодорова и нејзиниот бизнис партнер Георгиос Христос Трајанос. Булевар Марица број 69 е на северниот дел од градот, покрај истоимената река која го дели Пловдив на две половини.
На влезот на зградата го немаше името на фирмите што ги баравме, а поради безбедносните мерки не можевме да влеземе внатре и да тропнеме на канцеларијата со број 7 на првиот кат. Но на приземјето на зградата имаше нотарска канцеларија. Вработените ни кажаа дека луѓето што ги бараме се иселиле. I'm looking for a company. The owner of the company is a lady called Julia. And she has this, 4 companies are registered on this address. I don't know. Mediacija Burger or something like that. Юлия ли беше? Юлия медиация, имаше ли нещо? То му излиза явно да ми She's not here. She's in Greece. She's in Greece. Julia. Uh, She said that Julia медиация. yeah, she has a school for languages or something. Okay, but she's not here. So she moved there permanently. Okay, yes. And how many years ago did she move? Do you have any idea? No. No idea. Oh, What is the name of the? Julia.co. Yes. She lives. Last year. Last year she moved to Greece. Yes. She lives. Now She lives she there. lives in Greece. Oh, okay. And are her companies still active here or not? No. No, it doesn't work anymore. In Bulgaria, no. No active companies in Bulgaria. In Okay. Greece, yes. Ни остана уште едно место за проверка. Старата адреса до 2012 година на фирмата Јулија Ко, на улица Доктор Вълковиќ, број 6, кат 2. Таму во тесен премин, зацкриен зад реквизити од локалните продавници, се наоѓа влезот на училиште за странски јазици. Во разговорот, вработените ни кажаа дека никогаш не слушнале за училиште Јулија, дека во Пловдив знаат само за еден центар во кој некогаш се полагал TOEFL и дека тие лично даваат само часови за подготовка на испитот. Тук няма господин търси Джулия. Нямаме Джулия? Не? Не, за хостел ли става? Не, школа за јазици, за TOEFL. Може би Диляна? Не, Джулија. Жулија, не знам. За TOEFL сертификат. Не, няма нищо подобно. Пак сме езиков център. Не, за TOEFL сертификати има. Предлагаме курсове, но не сме коментирали с вас. Аз се казвам Диляна. Може би да не ви да търсите друг езиков център. Как се казва центъра? Джулија. О, нямам представа дори да съм Не. чувала такъв езиков център. Да не е стара адреса ова. Имаме езиков център Home. Чакай да проверя. А кај вас има за TOEFL полагање? Те така или иначе за TOEFL датите са си показани кои са датите за Пловдив, само трябва да кандидатствате. Колку има у Пловдив сена се центри за TOEFL? Всеки център може да ви подготви за TOEFL, а за иначе за полагане на самия изпит. Аха, Ама вие за полагане не за полагање. Значи за полагане са тук в Класик се казва, училище Класик. Добро. При всички положения там има TOEFL и за Пловдив другаде не съм сигурна дали има центрове за полагане на TOEFL. Или на сите локации кои според Бугарскиот централен регистар би можеле да ја најдеме фирмата Јулија Ко и нејзините газди, ги немаше ниту правниот субјект, ниту физичките лица. Напротив, оние со кои разговаравме, ни велеа или дека првпат слушаат за нив, или дека одамна се иселиле. Па наместо на адресите, се фокусиравме на телефонските броеви пријавени во Бугарскиот централен регистар. Телефоните на компанијата juliaco.ltd беа исклучени. Понат такъв номер не съществува. Но среќата ни се насмевна кога на наш повик одговори лице вработено во Медиација БГ. Здружение, каде Јулија Иванова Тодорова е заменик председател на управниот одбор. Непознатиот соговорник ни тврдеше дека Јулија Тодорова била со јазиците, но не сакаше да ни даде директен контакт од неа. Дали можам да разговарам со господјата Јулија Иванова Тодорова? Юлето, колежката ни, вече е в Гърция Да. и работи там. Дали се бавите со TOEFL сертификати, приготвување и полагање? Сертификати за... TOEFL за англиски јазик за полагање. О, това е само Юлето. Не, при нас не. А господјата Јулија се бави со тоа? Ами Юлия вече не работи в България. От няколко месеца е в Атина. Имавме среќа и со една од поранешните фирми каде фигурирало името на Јулија Тодорова, Азарија БГ.
Таму пак добивме сосема различен одговор за времето кога таа си заминала од Пловдив. Ало, добар ден. Зарија Ко? Да. Едно прашање имам. Дали можам да добијам контакт, дали може да разговарам со господјата Јулија или со господинот Георгиос Христос Трајанос? Не можете в чужбина и тази фирма е приключила. Зборуваме за фирмата за странски јазици, така? Да, фирмата е приключила. Не работат веќе тука? Не работат, да. Колку години не работат? Дали имате информација? 4-5 години може. 4-5 години веќе не работат со. Да. Дали издавале TOEFL сертификати, дали имате идеја? Не, нямат нищо, мисля. Се обративме на адресите за електронска пошта оставени во бугарскиот централен регистар на сите фирми кои имаат врска со Јулија Тодорова и Георгиос Трајанос. Не добивме никаков одговор. А одговор чекам и од ЕТС, субјектот кој стои за организацијата на TOEFL тестирањето уште од 1947 година. Таму прашавме дали правниот субјект Јулија Ко има или некогаш имало властување да организира TOEFL тестирање и да издава сертификати. И враќањето, како и одењето до Пловдив, трае нешто повеќе од 5 часа. А колку ни требаше нам, толку им требало на сите кои добиле TOEFL сертификат од правниот субјект juliako.do. Се разбира, ако приложените сертификати им се вистинити. Ние не само што не успеавме да договориме тестирање или да добиеме сертификат, туку не можевме ни да стапиме во контакт со Јулија Ко, фирмата каде што толку многу македонски функционери добиле документ за познавање на англискиот јазик.